Добре дојавте во четвртото издание на Надкаст. Јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест денеска мој гостин да биде Владо Михајловски, министер за одбрана. Добре дојде. Министре, после сите оние години кои што предходија на вашето доаѓање и онаа летаргија која што владееше во секој можен ресор, вклучително и одбраната, дали може да кажеме според најавите, барем од тоа што го слушнав, дека 2025 година може да ја наречеме година на модернизација на македонската армија? Да, апсолутно, ќе биде убава година, бидејќи, да кажем дека претходно што се подпишале многу договори, оваа година треба да ги финализираме. Се работи за повеќе договори. И најдраго ми е што огромните договори што ги имаме со Соединените Американски држави, оваа година ќе ги видат сите. За брзо време, на крајот на овој месец, на почетокот на следниот месец стигаат новите оклопни транспортери Страйкер, кои се едни од најмодерните и оваа година очекуваме до крајот на годината да стигнат сите преку 40, што е навистина сериозна инвестиција, но и едни од најдобрите проекти. И треба да се пофали се што било добро и што се реализирало многу години назад, започнато сега е финишот да се види, да се исплати све и за разбира да бидат во единиците на лице место и мислам дека за брзо време од сега ќе имаме една убава промоција за секој ден од граѓаните да види каква опрема стига во Македонија, но исто така ќе стигнат и лесните оклопни возила, тоа се GOTV возила исто така со Америка кој што е потпишан договор, кои ќе стигнат многу брзо до крајот на годината, постепено ќе стигаат и ќе имаме навистина една сериозна бројка на нови оклопни возила, лесни каде што единицата, поготово лесната пешадиска баталионска група, ќе можеме да видиме како ги добива овие возила, но и потоа со нив да функционира, се разбира согласно оние оперативни барања што ги имаме како министерство, но и оние работи што ги налага НАТО, се разбира, се не следи оценување следната година и овие единица да биде во целосна функција. Но исто така имаме и други договори, тука имаме договори со Турција, договори со Франција, стига артилериска, за артилеријата стигаат опрема, стига исто така и противвоздушна опрема, што имаме таков договор со Франција, што набрзо ќе стигнат и сите овие опреми што претходно биле подпишани, но треба да го завршиме целиот овој циклус. Затоа оваа година навистина многу опрема ќе стигнеме, еве ексклузивна информација за вас. Прв пат ќе го кажам ова пред на неколку недели на затворена седница на влада поминавме 6 договори со Соединените Американски држави. Вчера на Собраниската комисија за одбрана помина информацијата на комисијата каде што имаме нови 6 договори влада со влада. Ова се први договори што како ново раководство може да ги подпишеме. Јас сум навистина среќен бидејќи првите договори со Америка се станува збор за многу сериозна опрема каде што наредниот период ќе започне производство и за наредните години ќе пристигне. Станува збор за различни видови на опрема. Едни од најсовремените, би рекол, беспилотни летова со домет од 10 до 20 км, тоа се 5 системи што треба да ги добиеме. Исто така конверзија на оружјето што го имаме со бидејќи знаете има доста оружје што е од минатото, од советско оружје и од и согласно потребите од НАТО ние треба конверзација постојано да правиме. Со овој договор ќе направиме преку 50% од ово оружје, посебно со мал калибар, каде што ќе го смениме. Исто така дополнителни договори за сајбербезбедноста, бидејќи многу важно, поготово како земја членка на НАТО. Сите овие договори ќе бидат преку 26 милиони долари. Тоа е подпишано, еве, прв пат го јавно го кажувам, но сакам да се заблагодарам тука целосно пред се на амбасадорката, на целиот нејзин тим, амбасадорката Агија, каде што на вистина имаме една перфектна соработка со целиот нејзин тим, со војното аташе, се разбира и со сите оние што се инволвирани во министерството, заеднички да ги збуткаме сите овие проекти, еве, и за брзо време ќе започнат овие договори да се работат. Ќе продолжиме и со друга модернизација, имаме ние во тековните тендерски постапки, се прави планот за јавни набавки, каде што ќе има плюс дополнителна опрема за целата армија, но исто така пред скоро време подпишавме и со ЕУ еден пакет, првиот пакет на дополнителна набавка на различен вид на опрема што треба да стигне наредните 2 години, но исто така продолжиме и за втор пакет, тоа е првиот пакет на 13 милиони евра за разни видови на опрема, што навистина се вложува максимално и драго ми е што го креваме степенот на модернизација, односно да добиваме
квалитетна опрема за нашата армија. Дефинитивно опремата беше голем проблем. Јас кога бев и во Авганистан и во Ирак е нашите трупи, имавме многу пофалби од оние што беа раководни единици, дали беа британски или американски единици под кои што бевме, но опремата токму и самите војници ја лоцираа, беа со старите калашникови АК-47, нели и на терен и се, така што ова ќе помогне, но еве, ќе се вложили освен во опремата и во инфраструктурата, мислам дека и тоа е реален проблем. Точно така, ние согласно нашиот план за јавни набавки имаме доста капацитети што треба да ги обновиме, би рекол. Дел се во касарните се разбира и тие што се први оперативни барања на армијата секако ќе бидат во делот на нашиот план за јавни набавки, но исто така освен во касарните и таму кај што е потребно, јас лично ќе се заложам и се залагам постојано за оние капацитети што се на Министерството за одбрана. Имаме доста објекти што се под наша одговорност, а се оставени во една многу лоша состојба. И еве, и вие како новинари сите може заеднички да ги посетиме да видиме во каква состојба се. Ако почнеме да ги набројам, знаете, домот наравно со години преку 30 години не е ништо инвестирано во него, во светина во нашиот камп е во полоша состојба, хотелот Шарен, во лоша состојба, кампот во Дојрани, во лоша состојба и сите тих имаме многу други објекти што се оставени туку така. Оваа година ќе почнеме и со проектирање, ќе започнеме и со реализација на многу вакви објекти каде што ќе можеме низ годините апсолутно да ги реновираме. Подрачните единици се исто така дел од нив во лоша состојба. И на последниот брифинг со новинари и ги покажав и сликите каква е состојбата тама, бидејќи сите овие објекти се капацитети на Министерството за одбрана. Дел од тие капацитети може да се дадат и под наем, може и под закуп на сериозни инвеститори, на федерации и така натака, што ќе имаат бенефицит да ги станува збор за сериозни милиони евра што треба да се вложат. Но верувајте дека ќе се смени сликата таму. Започнавме еве со планот за јавни набавки да ги ставиме оние приоритети што се најважни, тоа го правиме во овој месец и полека да ги испроектираме и да го смениме обликот. И тоа ќе го видат сите. Мора да се вложува насекаде. Ако купуваме сериозна опрема што чини милиони евра, мора да одвоиме дел од нашиот буџет, бидејќи станува збор за еден од најголемите буџети што го има Министерството за одбрана во историја на независност на Македонија, да се издвојуваат дополнителни средства на секаде. Тоа ќе го направиме. И набрзо ќе видите разлика како се менува и обликот на секаде во армија. И покрај застарената опрема и инфраструктурата, сепак како би оцениле борбената готовност на македонската армија? Имаме пред се да кажам, јас од секогаш кажам дека сум максимално горд на армијата и секој треба да биде. Имаме стручни воји, би рекол, еве, затоа и сме можеби од сите граѓани оценети со највисока оценка како институција. Имаме одлична борбена готовност, имаме луѓе што професионално си ја вршат својата работа, но најважно од се што ја сакаат држава. Со сета оваа опрема што ќе ја набавиме, ги зајакнуваме капацитети, но мора да вложуваме во човечките ресурси. Затоа постојано луѓето од армијата, дали се работи за војници, старешини, се упатуваат на различни обуки, на различни школи, постојано се усовршуваат. Исто така паралелно на многу вежби учествуваат. Секоја седница на влада поминува различни вежби каде што со земјите членки на НАТО можеме заеднички вежби да има и наредниот период ќе има сериозни вежби каде што е прв пат во историја ќе се случат за Македонија, каде што ние ќе учествуваме, ќе ги најавиме дополнително, бидејќи мора на тој начин да вложуваме во капацитет. И затоа со дополнителни 300 нови професионални војници каде што првиот квартал ќе биде објавен повеќе, до секој ден што сака да биде дел од армијата, да знае дека на првиот квартал ќе го распишеме овој оглас, потоа следат сите постапки и секој што сакаат нека се пријави, но исто паралелно ќе има и за нови питомци на војната академија, нов се разбира оглас, исто така и за цивилни лица да има дополнително во армијата, бидејќи ние имаме простори за цивилни лица да помагаат во различни области каде што има потреба. Знаете, имаме и доктори, имаме и различни потреби каде што секаде треба да дополним механичари и така натак, и во тој дел ќе инвестираме во човечките ресурси, се разбира и во Министерството за одбрана за нови вработувања. Ова е многу важно. Да обезбедите доволно средства за сите вработени, да обезбедувате дополнителна опрема за сите во армијата, но и да се усовршувате на секој ден можен начин. Затоа, еве, од тука кажувам дека не само што е најквалитетна институција Министерството за одбрана, туку ќе биде уште поквалитетна.
Ова е позитивата, ај малку да одиме и со негативата во превод црнилата, кој што се остаток од она што се случуваше порано. Што велат ревизиите? Имавте податоци порано некои такви фрапантни, што се правело, како се правело? Одат ли ревизиите во тек? Имате ли некоја информација, не мора со имиња и презимиња да биде, но што се случувало во министерството? Има доста постапки кои што се водат и се разбира, институциите нека си ги водат за различни договори, за различни постапки, за различни решенија каде што се исплаќале по различни основи или би рекол каде што нема основ се исплаќале некои решенија, каде што треба да се проверат од соодветните институции. Има интересно што во минатото имало повеќе постапки започнати како кривични пријави. Зашто се заглавени во некои од институциите или директно во обвинителството, тоа е прашање што јас не можам да го одговорам, треба да одговорат надлежните институции и треба да се разјасни многу работи, како што биле тужбите во министерството, како што имало некои постапки со тендери, со договори, па и некои други девијантни однесувања од поединци, каде што има кривични пријави, не се случило. Ништо е повикувам истото тоа да се реализира, да се види на крајот од денот дали ќе има постапка, а од друга страна има потпишано и договори што едниот од нив е со Леонардо, знаете за хеликоптерите, 8 хеликоптери кои што требаат следната година да пристигнуваат. Ако го гледате договорот целосно, сепак како потпишување влада со влада, иако е влада со компанија, потпишан со Леонардо, во самиот договор најголем дел од сите членови се во корист на компанија. Би кажал целосно. И тоа не е целосно заштитување на нашата држава, но затоа внимателно влагаме во целиот процес, член по член, да ги видиме сите клаузули, бидејќи со секој пропуштен рок може да има штета државата. Или еден дел да ви кажем, се повикува на првото или второто плаќање на авансот, така наречен, каде што се повикува на еден член од договорот, кој го нема во договорот. Се испуштило зашто? Зашто брзо плето се работело тоа. Се работело пред избори, се менувал планот за јавни набавки во избори, се крателе од различни ставки во министерството, во програмата, само да се обезбеди дополнителни средства за аванс и премногу се брзо. Иако ако претходно гледате хронологија што се случувало претходно со овие тимови што се одговорни во министерството и 5 тимови за која компанија да се избере, на програмска група се разговарало едно нешто, на управна група тоа се двете групи што треба поминат низ министерството, бидејќи се разбира оперативните барања стигаат од армијата, не ги прави министерството. И многу работи се нејасни зашто се избрзало толку пред избори све да биде исплатено и затоа е добро неколку пати најавувам до ДКСК да излезе со овие податоци, ако имам одговор дека им требаат и дополнителни сертификати за сето тоа да го разгледаат, но договорот не е скриен, не е со класификација кај што секој може да го погледне, односно тие институции што имаат намера за да ги видат сите работи. Минатиот пат на брифинг спомнав дека техничкиот аранжман воопшто не е ни заверен во министерството. Ќе го доставам да видите дека не е влезен во правно во архивата во министерството за да биде потпишан, заверен со печат, па потоа да се премине кон потпишување на договор, но во овој момент сето тоа го правиме за да најдеме начин законски сето тоа да биде покриено, имаме средби со правобранителство и да не влегувам во технички работи, каде што сето тоа мора внимателно да се навлезе. Зашто се брзало? Зашто не било тоа најтранспарентно што може? Станува збор за најголемиот договор што го има Министерството за одбрана. Збориме за договор преку 250 милиони евра. И со тој договор низ годините и ставено да се блокира Министерството во буџетот. Бидејќи ако се разделило низ повеќе години плаќањето, ние ќе сме можеле дополнителна опрема да купуваме. Исто така во минатата година, само што стигнав јас како министер, по различни основи од колективен договор, би рекол, најголем дел ништо не се исплаќало. А бил преземена законска обврска да се исплаќа. Тоа ништо не се прави. Вие ако имате законска обврска мора да го исполните. Сега јас до крајот на минатата година наистина сум горство, можам да кажам дека 99% од колективниот договори согласно закон исплатено све. Зборам за преку околу 14 милиони евра исплатено кон вработените кон армијата. Зборам за од 2017-18 година по основ на тужби, по основ на различни работи. Ова е многу сериозна бројка. И зашто приоритет на Министерството на новото раководство е ова, бидејќи со неисплаќањето ние имаме судски пресуди, каде што треба да платиме дополнителни средства по
за судови, за извршители и така натака. И тоа се преку 20-30% дополнителни средства што министерството ги нема. Само преку 6 милиони евра оваа година имаме исплатено за судски пресуди. А до сега скоро и 20 милиони евра исплатило министерство. Замислете колку нова опрема е тоа, каква униформа може, колку униформи, каков вид на оружје може дополнително да се купи, затоа домакински. Сега од 1 јануари имаме и нов закон во одбраната каде што за сите вработени, но и за целата армија се предвидени сите средства и ќе се исплаќа како што треба, домакински, за да нема секогаш ќе има тужби, но да се намалат овие тужби за да останат повеќе средства во буџетот и се разбира сите средства повторно да идат за армијата и за вработењето во министерство. Низ кулуарите се вели дека најголем дел од тужбите се токму предизвикани од аздисот на претходните раководства, односно на партиска гледна точка и реваншизам кој што се случува во министерството, оние прераспределби, уназадувања, се што било, претпоставам ги знаете тие работи, но престана ли таа шема, еве, вие од кога сте министер, имали реваншизам? До сега не сме слушнале да има жалби за ако не работи ќе биде преместен и так. Најголемиот проблем во минатото е што по различни основи не се исплаќал. Тука е најголемиот проблем. Некој ако заслужи 32 сати преку време на работа, вие мора да го исплатите. Не се исплаќал по 8 сати и така натака. Се каснело, но најголемиот проблем е што не се планирале средства во буџет. Еве сега јас многу пати кажувам, имале простор да се исплатат многу работа. Не се исплаќале. Брзо основа на тоа се тужбите. Так. И тоа станува збор за огромни суми што се поготово Министерството за внатрешни и одбрана. Тука се најсериозните суми, но сега и со правобранителство имаме разговарано повеќе пати нова информација на влад за ова да го намалиме до максимум, исто така ќе подпишуваме спогодби со сите оние што имаат предмети, бидејќи така ќе намалиме многу средства што треба до крај да се докажуваат, бидејќи знаете кога се стекне со право и многу луѓе ќе добијат таква пресуда, тоа станува право за сите и потоа сите ги добиваат тие предмети и затоа на овој начин ќе ги намалиме сите овие обврски што сега ќе ги предвидиме како пари, ќе ги исплаќаме и ќе го заштитиме министерството, а од друга страна сите вработени ќе бидат позадоволни, бидејќи тоа што го сработиле ќе им се исплати. Јас би рекол вака, ги мрзливи биле, не им се работело, не им било гајле со сила некако, као да мора да биле министри или влада. Не се вложиле максимум, јас сум максимално вложен и сакам да ја сменам сликата и ќе давам се од себе. Максимум ќе давам, ми давам се од себе. Зашто само така може да се види разлика. Ако немале чувство дека, јас сум убеден дека немале чувство дека ја сакаат оваа држава. Мислам дека им било поважно за сите, зборам од претходната власт, важна им била функцијата и во етер да се збори дека се функционери. Не е важно тоа. Важно е да се сработи. Еден ден ќе се заминете да кажат и граѓаните ни оние што работат во институциите, барем се потрудија да сменат сликата и домакински да работат. Домакинското работење за мене е број еден приоритет. И така ќе биде. Како министер за одбрана сте дел и од Советот за безбедност македонски. Еве после сите оние најави за дестабилизација кои што после особено црните листи и кривичните за груби компанија испаднаа се тресеше гората се роди глушец, но сепак дестабилизационите најави останаа и од време на време ги слушаме. Еве како министер за одбрана како оценувате безбедносната состојба во моментов во државата? Се разбира, имаме стабилна безбедносна состојба во Македонија, секој ден треба да го знае тоа. Јас неколку пати во изјава споменав дека институциите што се надлежни во делот на безбедноста следат различни кели, работат својата задача, внимателно се обработуваат податоците и се доставуваат до различни институции кај што заеднички треба да ги сработуваме сите оние информации. Се разбира секој во својот дом. И затоа имаше и едни постапки кои што ги видовте од преку Министерството за внатрешни работи, едни кели беа уапсени. Так. И беа спречени. Терористички класични кели со агенда, со се. Не случајно тие најави премиерот многу пати кажуваше дека има обиди. И де факто се потврди тоа, но треба тоа заеднички го прават сите институции. И ние сме тука да помогнеме максимално и на МВР, но и на секоја една институција која што ние како информации би можеле да ги споделиме со нив. Ние знаете дека имаме посебна служба што го прави тоа, но и она што стига до нас и самите земји членки од НАТО доставуваат до нас, так. Се разбира заеднички ќе го сработуваме. Тоа е многу важно. Тоа е многу важно бидејќи
на тој начин, заеднички ако се разменуваат правилни информации, тогаш безбедносната ситуација ќе биде многу подобра. Ова не случајно го кажувам, бидејќи знаете и премиерот на пратенички прашања спомна дека претходниве агенции, задача им било како нас да не следат, незаконски, преку институции што немаат таква законска надлежност. Зашто? Тоа немаме одговори. Прашањето е кога ќе се покрене обвинение, велико, не истрага. Обвинение за овие луѓе што работеле нешто надвор од закон. Зашто тоа се правило? Кој бил нарачател и што све правеле? Не може незаконски да следите лица, неговото семејство за своји, би рекол, партиски или политички цели. И она што го најави премиерот, јас сум еден од тие што бил следен исто така со моето семејство, оние информации што ги добив, но треба да ги кажат оние информации што оние институции што се надлежни, дали се овие веродостојни и дали е тоа вистина, бидејќи ако е вистина, а ние знаеме и убедени сме бидејќи имаме доста аргументи и сознание што се случувало, тоа е погубно за држава. Тие институции се да обезбедат безбедност на секој еден граѓанин. И ние мора да ги користиме така. Јас сега да ве уверам дека сите сектори во Министерството, посебно службата која е одговорна за ова, ќе си работи согласно закон и она што е дадено како надлежно за никако поинаку. Зашто некој ги злоупотребува? Ето е интересно прашање и верувајте дека ќе има одговорност. Ја ви кажам, ќе има одговорност и тие луѓе мора да одговарат. Несомнено е дека учеството, односно членството во НАТО помага во безбедносната состојба, како што кажавте вие, комуникацијата со нивните безбедносни служби. Токму мислам дека и Тошковски каже дека во сузбивањето на оваа терористичка келија помогнале и странски служби, претпоставам дека се од НАТО, но еве гледано од гледна точка на Македонија и на министер за одбрана, како би ја позиционирале Македонија? Која е нашата позиција како би ја оквалификувале? Видете, пред се многу е важно што како земја членка на НАТО седиме со сите овие земји, споделуваме информации, рамноправни сме. Важно е што буџетот ни е повторно на 2%. Важно е што постојано вложуваме во модернизација. Она што го бара НАТО од нас на 20%, тоа го правиме. Да вложуваме, зборам само во модернизација, се 32%, односно вложуваме во модернизација согласно сите овие договори. Сите обврски што ни ги дава НАТО, ние да завршиме нашата домашна задача. На тој начин, не случајно го кажам, на тој начин сме поозбилна земја членка во НАТО. Да завршуваме нашата обврска. Ние сме мала земја, мала армија. Но со нашата контрибуција можеме да помогнеме многу. Исто така, што е многу важно, да имаме одличен однос и навистина имаме одличен однос ние како Министерство за одбрана со нашите соседи, со нашите регионални партнери и се разбира со сите земји членки на НАТО. Да, ние сме војален партнер, но од друга страна гледаме дека постојано добиваме помош. Преска она што го спомнав со овие 6 нови договори со Соединените Американски држави. Сите овие средства, што се околу 26,5 милиони долари, сите се обезбедени директно од Америка. Ако гледате дека и оние што ги спомнав преку ЕУ, сите средства се обезбедени преку ЕУ. Еве јас во првите 6 месеци можам да кажам тука дека сме подпишале договори преку 40 милиони евра, но и повеќе директно договори без државата да потроши средства. Но можеме и со контрибуции ние од национална програма да даваме средства дополнително за дополнителна опрема. Затоа е важно да имаме одлични односи. И јас сум навистина благодарен бидејќи нашите стратешки партнери толку многу ни помагаат во делот на одбрана што навистина се менува целосно сликата. Пак ги кажам, сме мала армија, но респектирана и почитувана и кога ќе седнеме на таа маса се разбира не гледаат постојано како војален партнер. И тоа мора да го правиме. Размена на податоци, размена на информации за разузнавање, контраразузнавање, така се многу важни за државата. За сите институции што ги споделуваме. Не имаме простор сега тоа да го добиваме, бидејќи сме заедно во семејство. И тоа е многу важно. И сите овие податоци се подобри за подобар живот на секој од граѓаните, за подобра безбедносна слика. И тоа е многу вака сегменти што претходно не сме ги имале, што не сме можеле да ги добиеме и затоа е многу важно и прв приоритет се разбира државата биде во НАТО.
Дали моментот што безбедносната состојба е подобрена, токму како што кажав ти, поради соработката, но и опремата што ја добиваме, испаѓа дека ние купуваме американска опрема со американски пари благодарение на тоа што нели си ја работите вие и државата работата како што треба, но еве од економска гледна точка, бидејќи многумина очекуваа кога ќе влеземе во НАТО да процветаат инвестициите и сето тоа, 7 години не го видовме тоа со оваа претходна влада. Еве дали ќе видиме конечно бенефити од таа гледна точка економска. Во НАТО сме, имаме подобра комуникација со службите, подобрена безбедносна состојба, несомнено. Дали тоа ќе влијае, еве почнувајќи со вас, видовме дека почна инвестиции и ќе продолжи ли трендот? Па мислам дека сме вака лидери во регионот во инвестиции, тоа е честитки за премиерот и за целиот тим тоа што го работи. Но на вистина има сериозен интерес и во делот на наменското производство, делот на одбраната, кај што доаѓаат различни компании се заинтересирани. Јас сум се видел со повеќе од нив, се разбира доколку има интерес. Тие би влегле во овој пазар, но многу интересно што наши компании може да учествуваат и на НАТО пазар. Има посебна постапка кај во нашето министерство, секоја компанија што е заинтересирана да учествува и на постапките преку НАТО. Преку 42 компании веќе се лиценцирани што може да учествуваат на тој пазар. Збориме за набавки преку 10 милиарди. Збориме за многу сериозни пари, каде што секаде можат во различни сегменти да учествуваат. И тоа е добро, секоја една компанија да се промовира, да фаќа постапки каде што може да соработува таму, ги охрабрувам сите компании бидејќи тоа е добро за државата. Тоа е добро да работите со НАТО земји, тоа е еден сегмент од целата приказна која што се вика НАТО. Јас неколку пати кажувам, Лјупчо, не им се работел, они си имале друга агенда од СДСМ и ДУИ. Сите ја знаат таа агенда, да ги наполнат торбите, да глума дека се влада и на крајот од денот да продадат се што имало за продавање. Само за една причина, да се збогатат, тоа е тоа. Сега мора да работиме да ги промениме сите работи. Еве веќе 7 месец на власт, треба да работиме секојдневно честно за да се види разликата и мислам дека граѓаните гледаат разликата. Но на стар сме, не чека уште многу работа и ќе видат граѓаните многу работа. Гледано останало покажавте еден поинаков пристап, долго време не го видовме тоа, малку поличен пристап кон војниците и кон оние кои што ја прават македонската армија, нели? Прво беше она награда која што им следуваше после оние пожари кои што така симптоматично ја зафатија Македонија. Армијата беше во првите борбени редови, ги наградите нив, но и во постојано од време на време, како што беше средбата со семејствата на бранителите, нешто што се нема случајно многу години, покажавте поинаков пристап кон буквално кажано своите вработени, односно кон македонските војници. Делува ли тоа кај нив малку се дига духот и се имајќи преди 7 години како што беше она апатијата и седа? Да, многу интересно прашање. Јас кога излегувам на терен, кога се среќавам со различни структури, но поготово со фамилии на загинати бранители, кога давам изјави, кога кажувам дека од срце ги почитувам, ја тоа го мислам. Ја тоа го чувствувам и пробувам на секој ден можен начин да помогнам. Не беше коректно спрема сите овие семејства што се пушти закон во собранието што беше заговарано. Тоа е играње со емоции на овие луѓе. Јас еве вчера имав настан каде што дополнително дававме ваучери, каде што на сите семејства да може дополнителни средства да им се издвојат за празници, да им се помогне. Пред неколку месеци одржавме и направивме еден камп во Охрид за сите фамилии и ќе продолжам уште повеќе. Дел од тие семејства немаат вработено ниту еден од во институциите. Еве јавно кажувам дека се од себе ќе дам и согласно закон да им помогнам на дел од тие фамилии да се вработат. Бидејќи таква обврска имам по законот и можам тоа да го направам и ќе го правам. Еве јавно го кажувам. Вчера им го кажував на сите, се разбира согласно образование, согласно можности и така натака. Важно е да им се помага. Се ветувале споменици дека ќе се направат обележја, треба да секој да си ја знае својата ингеренција. Ние како министерство не може било каде да направиме спомен обележја. Да можеме заедно со општини да разговараме, да преговараме, да имаме настани заеднички, да го одбележуваме денот. Пред се дали е тоа снег, дали врне или не, денот мора да се одбележи. Тие се македонски херои. Тие луѓе дале живот за Македонија, за секој ден да живее безбедно и да биде спокоен дека некој го чува. Тие луѓе се херои. И јас тоа што го правам од срце и ќе продолжам да го правам. Ако најдеме нов модус и правна можност да се помогне дополнително, тоа ќе го правам постојано. И ќе ме гледате како се среќувам не само и со
фамилиите на загинати бранители, со секој ден војник, со секој ден старешина, со секој ден генерал. Може во минатото било малце почудно, многу министри не примале воени лица, се разбира, си има команда, си има дисциплина и така натака. Јас се гледам со многу од нив. Зашто да не? Ако има можност да напредувам луѓе, треба да се видам и со тие луѓе. Ако имаат потешкоти, се разбира дека треба да разговарам, треба да ги видам сите проблеми. Иако тоа не било во случај во минатото, јас тоа постојано го правам. Вие велите се наградија војниците за пожарите. Апсолутно, како да не се наградат тие луѓе? Беа секој ден. Првата награда беше околу 320 луѓе, имаше дел што беа испуштени. Ги додадовме за нова година уште 117 луѓе дополнително беа наградени. И никогаш не се случило во историјата на министерството, бидејќи имаше доста постапки, доста тендерски постапки каде што цените беа намалени, каде што средства за некои непродуктивни работи беа отфрлени, односно да не се потрошат, имаше дополнително средства во буџетот, беа наградени и сите оние луѓе со ниски звања во министерството и единиците. Зборам за луѓето со најниски звања. Архива, чистачки, што никогаш тоа не се случило. Бидејќи ако гледаме во целата армија, ако гледаме во целото министерство, или сите сме како едно семејство и треба да се помага на секој ден, или тогаш нешто нема да штима, како што се вели. Јас ги почитувам од најниско ниво до највисоко ниво. И ќе продолжам да ги почитувам. И само на тој начин ќе има една подобра хармонија во министерството. Имате уште околу 3,5 години од мандатот, но еве, која е вашата визија за така на подолгорочно гледано за македонската армија и одбрана? Што би сакале, каква би сакале да биде, за да биде како што треба да биде по ваш вкус, да речем? Па 3,5 години имаме од првиот мандат. Така, јас не реков за понатаму, години се. Така, пред нас треба да се докажеме и покажеме. Пред се модернизација, тоа ми е многу важно, као прв приоритет, и се разбира да расте буџетот во министерството. Знаете какви најави имаат постојано да расте до 3,5%, до 5%, тоа се сериозни бројки, но да расте колку што дозволува економијата и колку што, зашто секој има потреба средства, дали во економија, дали во здравство, дали во секој има потреба. Но во овој сегмент ми е многу важно што подобра опрема да има за целата армија. Исто така, кога зборувам за опрема, не мислам само на оружје, мислам и на лична опрема, тука самите униформи, самите, не знам, чизми и така натака, што е и дополнително договоривме нова донација од Турција, каде што ќе ни дадат дополнителна униформа и така натака. Давам се од себе на било кој начин и дополнително да земеме средства. Знаете дека многу сме помагале и да сме давале пакети за Украина. И тоа е добро, и сме помагали. Но мора и НАТО да ни помага нас. Тоа е некој нормален реципроцитет. Ако даваме максимум за некои работи, мораме да побараме. Јас се разбира да добиваме квалитетна опрема, ми е првиот сегмент. Вториот сегмент е да се унапредуваат човечките ресурси, што повеќе луѓе да се низ генерации да се обучуваат, но и од друга страна да градиме нови генерации на полковници, на генерали, на старешини, каде што тие ќе ја превземат палката низ годините и ќе ја водат армијата. Тоа е многу важно. Бидејќи мора да гледате од сега за 10 години. Мора како младите, помладите, полека да се обучуваат, да поминуваат разни школи, тоа ми е приоритет. Исто така треба да биде и на началникот и на сите генерали, што повеќе луѓе да се продуцираат и да се произведуваат, армијски кажано, за да добијат своји чинови. И најважно од се да се подобра инфраструктурата, капацитетите и да имаат една нормална средина за живење, за работење. Моментално се прави кровоз во кичево касарната. Кога отидов тамо, во кујната во едната од просториите во касарната, пола кров нема. 95-6 бев таму во војска, инаку водник во сообраќајна во резерва. Избил кровот, предпоставувам. Да. Војскава се потрудила да го направи, но еве, распишавме тендер, квалитетна компанија, повеќе компании се надава, се склучи договор и мора тоа да се реконструира. Многу капацитети мора да се поправат. Треба време. Но вие спомнавте, имаме пред нас време, имаме можности, треба да работиме. И ќе работиме, ве уверувам. И пак ќе кажам, ако огромни средства се даваат за опрема, ќе најдеме начин, само треба да се работи, да се сака. Како да ги средиме сите капацитети. И од друга страна, да имаме сериозни служби, каде што ќе имаат сериозни информации, каде што ќе помагаат на целиот безбедносен сектор. Значи, тие се три приоритети, пример, вложување од човечките ресурси, исто така модернизација, но и капацитетите и инфраструктурата да ги обноват. Тие се три приоритети кои јас лично ценам дека се многу важни.
Вашите соработници велат дека сте или на терен или во министерството, ве гледаат ли воопшто дома? Ме гледаат како не. И тоа ми е приоритет, Така. тоа ми е прв приоритет во животот. Значи има баланс сепак некако. Мора да има, мора да има. Тоа ми е прв приоритет, фамилијата, се разбере, семејството и колку што можам, секој еден сегмент, секој еден момент го поминувам со нив. Но кога сум се нафатил за ваква сериозна обврски, претходно сум бил министер и веќе навикнати се во моето семејство на овој стил на живот, би рекол и начин на работа, мора жртва. Жртвата е да се сработи. Да се сработи еден ден кој ќе се заминете, да видите горд на себе и се справен на глава. Тоа е најважно. За мене барем тоа е најважно. И да има разбирање дома. Сега кога не сте често дома, тоа е реалноста, но ќе се најде начин како целосно да се посвети на семејството, да се гледаат децата, да имаат петки, да учиме по некојаш заедно, да се скараме некојаш заедно, но тоа се убавите моменти. Таки старееме и за тоа живееме. Така, семејството, честа, верата и татковината бе оние постулатите. Апсолутно. Ви благодарам што бевте мој гостин во Наткаст. Благодарам, во секој време. Ми беше чест. Ме. И благодарам и вам што бевте дел од четвртото издание на Наткаст. Се гледаме следниот четврток во истиот термин, 20 часот. Бидете со нас.